Денеска се надам дека го имаме последниот од лошите извештаи на Советот на јавни обвинители. Еден од најлошите што сме ги добиле до сега, во континуитет се лоши, меѓутоа ова е навистина лош, како што зборува денешните говорници, колегата Љупчо Пренџов и колегата Бојан Стојановски, и колешката Марија Митева, Ели Панова, Весна, Зоки Коцевски, Дијана и така натаму. Буквално со се согласувам. Се согласувам затоа што сите дискусии беа издржани и беа аргументирани. Она што треба сите нас како граѓани и како пратеници да не загрижи одека е нефункционирањето на системот. Нефункционирање на системот затоа што вие сте една од најодговорните затоа што тој систем не функционира. И кога мислам вие, мислам и како институција, меѓутоа и како личност. Зошто добивме ние денеска лош извештај? Кога се поставува прашањето зошто, на истото треба да се одговори со две прашања. Кој и што? Во што го гледаме извештајот? Извештајот е катастрофален, каже колегата Бојан Стојановски, статистички работи. Работи кои што нас како пратеници можеби би требало да ни заинтересираат, односно тие што се занимаваат со тие работи подетално да ги прочитаат. Меѓутоа, генерално македонската јавност сосема не ја интересира дали има 7 жени обвинителки во Велес или нема. Македонската јавност ја интересира зошто во Крива Паланка нема јавен обвинител подолго време. Тоа е тоа што треба да го интересира македонецот и граѓанинот. Зошто секоја година од иста оваа говорница прашуваме зошто во Крива Паланка немаме обвинител, а се предвидени тројца? Во Гевгелија и така натаму. Да не ги редам сите градови. Предвидено двојно помалце, а некаде ги нема, по нула. И сега таму немаме ние проблем од тој град, нели? Во Крива Паланка ќе праќаме од Куманово, а Куманово е еден од најголемите градови во Македонија. Ќе го ослабуваме Куманово, за да ја помагаме Крива Паланка. Со години е тоа така. Око не ви трепнува. Секој извештај едно исто, копи-паст. Понатаму кажувате во извештајот број на македонци, албанци, власти, турци, бошњаци, не знам какви. Сосема е неважно. Ако се квалитетни сите, нека се од прв до последен, од било која етничка заедница. Сосема е неважно тоа. Исто е како кај лекарите таа работа. Не е важно каков ќе го оперира по етничка припадност, туку колку е стручен. Затоа што вие со вашите обвиненија фрлате невини луѓе во затвор. Вие го урнисавте принципот на правото и на правдата. Символот на правдата го уништивте. Обвинителството. Зошто тоа го направивте? Па затоа што сте партиски војник, лично вие. Партиска слуга на СДСМ. Во вашето најтесно семејство имате советник од СДСМ, кој што патем речено е и кандидат за пратеник на листата во изборна единица број 6. Трета на листа. Цело време молчите, не одговарате одека на колегите пратеници, имате право на реплика. Молчите. Зошто? Па затоа што знаете дека веднаш ќе бидете обвинета дека ги браните боите на СДСМ. Вие не ги браните боите на обвинителството. Вие браните партиски бои тука. Збор не слушнавме до каде е разрешницата, односно дали има разрешница со оние хонорари од специјалното јавно обвинителство. Огромни хонорари кои што си ги доделувале, кои што ги подпишувала госпоѓата што ја фатија и падна за рекет заради тросет двосети фотелја, нема разрешница. Зошто нема разрешница? И зошто збор не кажавте за тоа? Па затоа што член на вашето потесно семејство е вработен во тоа специјално јавно обвинителство. И сега ние тука сакаме да зборуваме за независност, за одговорност. И ќе ги убедуваме претениците и македонската јавност како тоа Советот на јавни обвинители не е надлежен. Страна 23 од извештајот убаво сте напишале,
Не сте надлежни. Имате право да имате увид, ама не сте надлежни. Добро, еве ако имате право да имате увид, каде на нас тука ни дадовте да видиме што сте имали увид, а не било во ваша надлежност да превземете? Па може би во наша надлежност да го изнесеме ово во јавност и може би ќе се интересираше некој да ги реши тие проблеми. Не. Такво нешто нема. Статистика. Гола статистика. Нема предлог мерки на крај на извештајот. Нема констатирана состојба, фактичка состојба, предлог мерки за надминување на состојбите. Предлог мерки за надминување во состојби во ваша надлежност, предлог мерки за надминување на состојби во надлежност на собранието. Нема такво нешто. Статистика гола. Пари дајте ни, немаме доволно луѓе. Зашто да ви дадеме пари? Уште еден од СДСБ да се вработи? Или да му ја платиме таа плата на овој заменикот ваш што е на одмор уште? Уште една плата да му дадеме. Тоа нешто го фатија со пари, со мито. Не се дава така пари. Ова собрание мора да работи во интерес на граѓаните, како што и вие мора да работите во интерес на граѓаните, а не работите. Не работите. И заради вас Македонија нова да рече. Генералната состојба и општиот заклучок и на странците, меѓутоа и на граѓаните на Македонија е дека правото и правдата во Македонија не функционираат. Зборуваа колегите, скоро секој кажа за процентот на доверба. Од 198, двајца само веруваат. Не знам кои сте двајца. Дали вашиот сопруг кој што е вработен во СЈО и вашата ќерка, која што беше на листата на СДСМ. Толку, толку веруваат во вас. Нема други. Понатаму, со непревземањето на мерки на гонење на големите криминалци, вие создавате една клима на несигурност социјална, на правна несигурност и ако сакате на економска нестабилност. Зошто? Затоа што сите бегаат од нестабилни држави. А за да биде стабилна државата, мора да владее правото и правдата. Мора. Без тоа, без основа правна, нема инвестиции. Бегаат инвестициите. Никој не го интересира тој што суди како се вика. Секој го интересира дали кој ќе вложи жалба или кога ќе вложи обвинение, односно предлог до кај вас, дека тоа ќе се спроведе. И после тоа ќе оди понатамошна постапка, ќе има разрешница во разумен временски рок. А не да се влечат процесите по 10 години повеќе. Вие како Совет на јавни обвинители сите побара од вас оставки од преска. Досега, еве денес како не си поднесовте, досега после сите излагања, јас да бев на ваше место, јас досега ќе си поднесев оставка. Ќе се засрамев. Ќе ми беше срам. Затоа што најважно од се образот да ви остане чист. А не да ги браните боите на СДСМ. СДСМ се прегазени, не постојат. И тие паднаа на рейтинг колку што имате вие. На исто ниво сте. Треба да останете со образ и да си заминете. Затоа што на 8 мај граѓаните ја кажаа одлуката. Кажаа дека треба да си заминете и кога мислам да си заминете, мислам и вие да си заминете. Затоа што тоа беше ставено во програма. Граѓаните гласаа за таа програма. Со масовна излезност. И масовна поддршка доби оваа програма. Затоа што никој не ви верува. Кога луѓето не ви веруваат, што чекате вие повеќе? Ние сега да ве повикуваме на разговори за да преговараме како да се самораспуштите? Доблест треба да се има. Доблест. Ама тоа е човечка особина. Со тоа што не превземате никакви активности кон обвинителите да извршите увид во предметите, вие ја стимулирате и корупцијата, и криминалот, и неказнивоста. А како последица на тоа, имаме функционери од претходната власт, од вашата партија, кои што сега се кандидираат за генерални секретари, односно заменици генерални секретари на НАТО. Па сите знаат колку е криминална
поранешната министерка за одбрана. Сите знаат. И за криминалите кои што ги правеше, додека беше во ресорот одбрана. Стојат предметите во Скопското јавно обвинителство, да ви помогнам ако се прашувате каде се предметите. Во Скопското јавно обвинителство стојат предметите. Не се превземени никакви мерки. И сега, како последица на тоа, господјата ќе може да кандидира за заменик генерален секретар на НАТО, внимавајте. Ја оправи македонската одбрана, ајде и НАТО да го оправаме. Со вашето непревземање ќе го доведете во прашање кредибилитетот на институцијата во која што членуваме, односно на организацијата во која што членуваме. Ете, до таму оди вашата неодговорност. Го спомна колешката Дијана случајот онкологија. Предходникот ваш тука Јолевски седеше, па јавниот обвинител седеше тука Јовески, него сме го прашувале до каде е случајот. Дури јас од оваа говорница му кажав кои ќе бидат обвинети. Скоро никој. 2 медицински сестри, да не се навредат, мислам. По функција, една од хигиеничарките и толку, тука заврши. Случајот беше во предистрага, не знам, 2-3 месеци, така се влечеше. Никој не одговараше. А сите знаат дека Венко Филипче е тој што одговараше. Што треба да одговара, што е виновен за таа работа. Ама не, нема обвинение, Венко е го председател на СДСМ и пратеник, ќе се крие позади имунитетот. И не само тој, еден куп други. Да ви го спомнам Оливер Спасовски. Милион пати сме го зборувале тука. Случај Пасоши одговараат шалтерски работници. Судијата што го суди предметот вика: луѓе, овој предмет не е чист. Не одговараат вистинските сторители. Повисоко е делото направено. Од повисоко е наредено, овие шалтерскиве не може да тоа да го направат сами. 20-30 хиляди се плаќани тие пасоши. Судиката што го суди тоа. Судика која што е патем речен исто така сестра на еден ваш сопартиец од СДСМ. Не е на ВМРО, на СДСМ. И еве го сега председател на партија. Среќа што е рейтингот многу мал, не дај Боже да почне да расте рейтингот на СДСМ со таков калибар на луѓе, на структури кои што на вистина се инкриминирани до гуша. И сето тоа е поради ваше непревземање. Што лично, што како институција. Не можете да се исперете, да викате не сте надлежни. Ако не сте надлежни, зошто ставивте во извештајот на страна 10, дека сите извештаи се, не можам да цитирам, меѓутоа ги задоволувале вашите, по тоа што се ги квалифицирале дека биле задоволителни. Тогаш, на основ на што кажувате дека се во ред извештаите? Значителни резултати, благодарам. Кои резултати? Едниот председател на СДСМ, другата се кандидира за генерален секретар на НАТО. Па кај го има тоа? Значителни резултати постигнале. А предметите стојат у ФИОКа, Скопско јавно обвинителство. Ако сакате обвинител, ќе ви го кажам каде е. Срамота. Срамота, голема срамота за Република Македонија. Се кандидираме да влеземе во Европска унија. Секаде каде што одиме на врата да тропнеме и ни викаат: бе, решите си тамо со корупцијата. Секаде. Не викаат: бугарите во устав треба да ги унесете. Не викаат: треба да решите спорови тамо некои внатрешни. Не, корупцијата и криминалот. Многу сте корумпирани, многу сте криминални. Кој е главен борец за борбата во корупцијата и со криминалот? Обвинителите. Каде се обвинителите? На одмор. Наместо оставка да поднесат, тие се на одмор. И председателката тука ни објаснува дека незиниот заменик бил на одмор. Па има и прекинување на одмор, па ќе се повика. Или важно е да одмори колегата кој што земал мито, уште една плата да земе како јавен обвинител. Односно како член на Советот. Таму веројатно и некои други бенефиции имаат, не знам, не навлегувам во тој дел. Еве, нема да одземам повеќе време. Не го поддржувам овој извештај. Овој извештај е срамен за ова собрание. Патем речено, оној дел не го коментирам што сте измешале латиница, кирилица, тука не навлегувам, ама тоа ми смета на мене, ми пречи, јас ги гледам деталите.
И тоа е однос на вас и како личност што сте го подпишале тој извештај и не сте виделе што сте подпишале, кон нас како представници на граѓаните. Ова е однос кон граѓаните, несериозен однос. Не го поддржувам овој извештај, знам дека ќе биде проследен од комисијата на пленарна, меѓутоа јас за овој извештај ќе гласам против. Благодарам.